Министерството за земеделство ќе им помага на земеделците пред престојните пролетни активности, особено за наводнувањето, зашто од државниот буџет е обезбедена и финансиска поддршка за водостопанските подружници, најави министерот за земеделство Трајан Димковски при неговата работна средба со земеделците од Кочанскиот регион. Состанокот го организираше локалната самоуправа на Кочани, како дел од серијата работни средби со индивидуалните оризопроизводители, со представниците на земеделските здруженија, на откупните предпријатија за ориз и од ресорното министерство, а на кои се бараат решенија за проблемите со кои тие се соочуваат. Сега е моментот, пробаме до почетокот на сеидбата на оризот, да овие неколку патишта, односно патиштата кои се посочени од страна на земјоделците, да во наредниот период бидат прочистени, расчистени и се со цел да се овозможи непречен пристап на земјоделците до нивните ниви. Другата точка за која што секако разговаравме е решавање на вадите за водоснабдувањето, односно наводнувањето и поставувањето на кунци со кои што ќе се овозможи непречен премин на механизацијата преку овие вади. Значи и тука имаме договор заедно со водостопанство од Кочани да изнајдеме заеднички сили и решенија да и овие премини преку вадите да ги направиме се со цел да навистина заштедиме и време и пари на земјоделците во пристигнувањето до нивните површини. И нешто за кое што разговараме подолго време, сигурно дека решението преку ноќ не можеме да го најдеме, меѓутоа сите сме спремни заеднички да продолжиме во разговорите и договарањето за изнаоѓање на кронично решение. Имаме повеќе начини на кои што ние како локална самоуправа заедно со јавното комунално предпријатие ќе помогнеме во делот на собирањето на остатоците од посевите. Понатаму разговараме со нив и за некои други начини, се со цел навистина да и олесниме и да навистина не се прави овој проблем кој навистина е голем проблем за сите жители на општина Кочани. Министерот Димковски ја пофали иницијативата за соработка меѓу локалната самоуправа и земјоделците, за која рече дека е прва во државата, а е важна затоа што се работи и за еколошки прашања. Ова е една прва иницијатива од градоначелник каде што се разговара на едно вакво ниво и за едно прашање кога зборуваме за климатски, односно за еколошките проблеми со кои се соочуваат, а тоа се токму остатоците, жетвените остатоци. Разговаравме за низа идеи како тоа може да се надмине. Секако ова е еден добар знак и показател дека и локалната самоуправа може да се вклучи во решавање на многу проблеми рурални, односно кога зборуваме тука се земјоделски, покрај патиштата локалните. Знаеме дека ние преку програмата за рурален развој се одвојуваат средства за поддршка, но исто така самите локални самоуправи може да го направат тоа и ова ме радува што слушаме и гледаме дека се покажуваат резултати. Ние како министерство очекуваме за недела дена да се објави една јавна набавка каде што токму ние за подружниците на АД водостопанство ќе направиме една голема набавка, проценката е некаде до 50 милиони денари, каде што токму потребите кои што се од подружниците, а тоа се дали се канали, дали се евентуално некои дополнителни делови кои што им би требало на самите фирми, за да функционираат, за да системот биде во функција. Така да има и градежни, има и за вентили, има набавки, едноставно сите репроматеријали кои им се потребни за 2020 година. Заклучокот со станокот со земјоделците е слична средба да се одржи наскоро. При тоа ќе се разговара за поддршка при набавка на опрема и механизација, посебно за собирање на оризовата слама, како и за начините за транспорт до капацитетот за нејзина преработка, што се наоѓа во пречистителната станица кај селото Мојанци.